Благодарам, заменик председател, кој што очигледно за некој сте мајка, за некој маќа. Почитувана јавност, согласно Законот за енергетика, како што е договорено, треба да се подели имотот и сега, наместо да се дели таму кај што треба, во Собраниево се носи еден закон за да се легализира криминалот. Предлог закон за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје по пат на спогодба не е во надлежност на Собранието на Република Македонија, бидејќи спогодбата не представува меѓународен договор кој треба да биде ратификуван од страна на Собранието на Република Македонија. И не е прв пат да се прават овакви преседани, доколку навистина сите го почитуваме Уставот и треба да е така, во пракса гледаме дека не е така. Требаше претходно да го послушате народот кога имаше и пред да направите и уставни измени, треба да го послушате народот што мисли за вашите договори со Бугарија, а не за тоа да кажувате дека тука не е местото, а за некој договор помеѓу два субјекти е тука местото. За договор помеѓу две држави не било тука, за два субјекти е тука. Не знам по која логика се водите, веројатно поради тоа што сте свесни дека има индиции за криминал. Од друга страна, со овој закон се озаконува еден криминал од страна на владата, бидејќи истиот не само за постапката, туку бидејќи истиот се остава слободен пат на мер да плати фантастични 32 милиони 773 905 евра пари на граѓаните да се исплатат на МАК Петрол, иако номиналната вредност на половината изнесува 18,806,250 евра. Вкупниот капитал на ГАМА е проценет на 65 милиони 547,810 евра. Понатаму во белешката 10 од овие финансиски извештаи стои дека номиналната вредност изнесува 37 милиони 612,500 евра, од кои 18 милиони 806,250 евра за една акција владата треба да му исплати на МАК Петрол, меѓутоа не исплаќаме 18 милиони, туку исплаќаме 33 милиони, што е нешто недозволило. Покрај тоа што се договориле двете договорни страни да исплати државата 33 милиони евра, владата му простува на МАК Петрол данок на добивка во износ од 3 милиони 277 391 евро. Понатаму ќе продолжам за што би можеле да направиме со тие пари. Бирото за судски вештачења нема надлежност да врши проценка на капитал и потребно е да се ангажира проценител од областа на капиталот, меѓутоа во оваа држава нема што нема, посебно кога станува збор за почитување на закон, почитување на правила, така што секој може да прави што сака и нивните проценки се земаат за легитимни. Зошто почетната номинална вредност од 18 милиони евра е толку колку што е, а бирото утврдила вредност од 65 милиони евра? Дали владата ќе следува право на дивиденда? Сега по ова прашање, дали претходно го постави еден колега, дали на владата ќе следува право на дивиденда, јас ќе кажам дека нема да иследува, бидејќи ги знаеме финансиските извештаи на МАК Петрол, затоа што секогаш тие се представуваат како да работат во загуба, бидејќи има многу акционери, а нивната ќерка Оилко покажува приход. Ете затоа МАК Петрол и понатаму ќе прикажува исто така загуба за државата дополнително да не зема средства. Тука покрај средствата кажав дека се убива правото. Ние сме законодавен дом и не треба да бидеме суд. Очигледно е дека се мешаат надлежностите или дека лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој што е потписник на овој договор, се крие позади Собранието, позади народните избраници, затоа што знае дека
станува збор за нешто што не смее во некоја нормална држава да се спроведе. Ваквите спорови се решаваат или со суд, или со медиација, со арбитража и така натаму. Понатаму стапува веднаш на сила. За сите што не знаат, треба да стапи веднаш во сила за она што оговореше колешката до нова година, односно Трезорот бидејќи затвара на 28 декември со налозите, треба до нова година да се исплатат 36 милиони евра, бидејќи претпоставувам дека се некое ветување од предходно, за да имаме еден континуитет на работа во останатите фирми кои што ги контролира втората договорна страна, односно Андреа Јосифовски. Понатаму извештајот од правобранителот. Тој вели дека не треба да се потпише вакво нешто, затоа што ќе има негативни финансиски импликации за Република Македонија, но сепак и после толку убедувања и после толку неизнаоѓање на начин да се убеди народниот правобранител кој што треба да го штити и очигледно во овој случај го штител интересот на капиталот на граѓаните на Република Македонија, после сите тие напори вашиот лидер видел дека нема каде, па треба да пренесе топката тука. И сега тука вие ќе си го изгласате тоа како ништо да не е, арно ама наместо вашите деца или децата на оние кои што се ваши сограѓани да добијат бесплатни електронски уреди за следење на наставата, наместо да имате инвестиции во вашите општини, тие пари треба да ги исплатиме на газда Андреа за наредните локални избори да одработи Телма максимално на ваша страна. Понатаму, целта на СДСМ со сите овие прекршувања на законите е да се направи една апатија кај народот. Затоа што не е прв пат да се прекршува закон. Постојано гледаме како имаме самоволие и затоа покрај зголемувањето на апатијата многу лесно ќе почне да се владее, односно да се феудализира општеството, ќе може многу лесно да се контролира сиромашниот народ, а на секаде на друго место да има недоверба и да владее башибозук. Државата му простува на Мак Петрол 15 милиони, односно ќе му даде гратис, и овие 3 милиони што ги простува од данокот на капитална добивка, тоа се 18 милиони евра. За 18 милиони евра, почитуван министер, би можеле да ги реконструирате сите патишта кои што ви беа ветени во програмата Можеме, или како ви се викаше таа претходната, Живот за сите, од тогаш немате ништо реализирано. За 18 милиони евра ќе се направеа најмалку 6 километри автопат. За 18 милиони евра ќе можевте да изградите нови спортски сали, ќе можевте да склучите нови договори за отварање на технолошко-индустријски зони и така натаму. Овие пари вие ќе ги дадете многу лесно, меѓутоа се надевам и верувам дека ова никогаш нема да се заборави и како што после 20 години дополнувате дека ова што се направило со ОКТА, тука и поранешниот министер, дека било криминал, уште 20 и уште 50 години ќе се памти и овој криминал. Благодарам.